Тендерството во услови на пазарна економија во нашата држава произведе серија на нелогичности на кои граѓаните никако да им се начудат. Во последните месеци во Кочани се работи на повеќе условно помали објекти, а најповолни понудувачи се фирми од Скопје, Тетово, Вевчан. Тоа што е нелогично за обичниот граѓанин е како може фирма оддалечена 100 до 200 километри да понуди поповолна цена од локална фирма, ако се знае дека правата во изведувањето на градежните работи мора да ги вкалкулира трошоците за пат, сместување, транспортна механизација и слично. Например, детското игралиште во Траговскиот ќе го гради тетовска фирма по тендер добиен дури по третата објава. Реконструкцијата на мултикултурниот центар е доверена на скопска компанија. Изградбата на детската градинка ја доби фирма од Вевчан. Истовремено во Кочани и регионот повеќе фирми се жалат дека немаат доволно предметна работа и дека тоа ги доведува во незавидна ситуација. Ваквата нелогичност генерира повеќе прашања околу кои треба и мора да се размислува, особено во време кога далеку поразвиени региони во Европа и пошироко започнуваат да размислуваат и да действуваат локално. Економистите велат не е исто дали средствата за некој објект ќе се дадат во локалните компании или условно на странски, бидејќи локалните ќе им дадат плата на овдешните вработени, тие ќе ги потрошат тука, што значи парите повеќекратно ќе се свртат. Кога парите ќе ги добијат фирмите од страна, тогаш тие се изнесуваат од општината и изостануваат додатните ефекти. Истовремено не смее да се заборави дека кочански фирми своевремено добиваа на тендери капитални проекти, иако во машинскиот парк имаа по една-две машини за по реализација на еден таков објект да прераснат во градежни или индустријски гиганти. Од друга страна, значаен е фактот дека локалните функционери и политичари на власт, кога ќе се јави потреба за разни донации, по правило ги бараат од локалните фирми, а не од Тетово, Вевчан или Скопје. Можеби, поради заедничкиот интерес, овде може да се спомене паролата «Размислувај глобално, действувај локално». Инаку, не само овде, овие дилеми по непишано правило произведуваат сомневања кај граѓаните за скриени сделки во тендерите, профитирање на поединци и други негативни појави.